Со крводарителска акција и со пригодна свеченост во хотелот Саннико во нашата општина беше одбележан денот на крводарителите и денот на формирањето на Црвениот крст во Република Македонија. Крвта е незаменлив лек, секојдневно потребна за да се продолжат многу човечки животи. На крводарителската акција, како што ни информира од општинската организација на Црвениот крст од Пробиштип, овој пат беа собрани 52 крвни единици, а во присуство на истакнати личности од градот, крводарители и останати граѓани на Пробиштип, во вечерните часови истиот ден се одржа и пригодна свеченост во знакот на денот на крводарителите. Како организација, со нашето одговорно и домакинско работење, успеавме во изминатите години да ги пребродиме сите потешкоти и со многу успешно реализирани активности, гордо да зачекориме напред. На манифестацијата, меѓу другото, истакна секретарот Митко Ѓоргиевски. Како организација со нашето одговорно и домакинско работење успеавме во изминатата година да ги пребродиме сите потешкоти и со многу успешни реализирани активности гордо да зачекориме напред. Добар показател дека сме на прав пат во изминатите 5 години е тоа што постојано го исполнуваме и го надминуваме предвидениот план од 480 крвни единици годишно. Изминатава 2012 година вкупно реализиравме 640 крвни единици, што представува 136% исполнет годишен план. Со постигнатите резултати, постојано сме во самиот врв на најуспешните општински организации на Црвен крст во Републиката. Крвта е незаменлив лек. Секојдневно потребно е да се продолжат многу човечки животи. Токму вие, крводарителите, сте тие што несебично и редовно ја подавате својата рака за да спасите нечи човечки живот. Затоа и нашата организација постојано се бори и ќе се бори и понатаму за доследно почитување на вашите законски права и ќе се стреми кон унапредување на истите. Честитајќи го денот на крводарителите со желби за многу здравје, среќа, радост и убави моменти во животот, на свеченоста на крводарителите им посака градоначалникот Тони Тоневски. Сакам на почетокот да ви го честитам денот на крводарителите, 17 март, да ви посакам многу здравје, многу среќа, многу успех, да можете уште многу пати, како и досега, да помагате на сите овие хумани дела кои што вие ги правите, односно дарувањето на крв. Ние, како општина Пробиштип, имаме изворедна соработка со, можам слободно да кажам, најактивната невладина организација на територија на општина Пробиштип, која што секогаш излегува во пресред на сите хуманитарни акции, невладина организација која што може да служи како пример за останатите, која што учествува во сите проекти, во сите хуманитарни акции, впрочем, како и сите вие кои што се учесници, односно дел од оваа организација, ја покажувате својата хуманост со давањето на крв. Знаеме сите дека е најхумано дело што еден човек може да го направи, односно нема по-драго и по-мило нешто отколку да се спаси еден човечки живот. Уште еднаш сакам да ви се заблагодарам за целата ваша хуманост, да ви посакам многу успех, многу здравје, да сте живи и здрави и да се видуваме уште многу пати за убави работи. Извршниот одбор на Општинската организација на Црвениот крст од Пробиштип на својата последна седница донесе одлука за доделување на јубилејни плакети за 50 пати дарувана крв. На свеченоста им беа врачени признанија на 5 мина крводарители од Пробиштип, меѓу нив е и Драган Ѓоргиев. Со 50 пати дарувана крв досега и Живорад Банкови, кој исто така доби плакета на свеченоста по повод денот на крводарителите 17 март. Ова признание е од големо значење како за мене, така и за останатиот народ, поготово за луѓе кои имат потреба од крвта. Крвта е драгоцена течност која нема пари да ја надокнадат со у наши ситуации, у наши реалности. Би порачал на секој млад, претежно на млади луѓе и на повозрастни, тие што се осеќаат здрави, хуманитарни, од срце дарувања, да буду колегијална и колективна, без обзира на политика, без обзира на националност, на верност. Крвта не познава граници. Дали се сегавате кога за прв пат дарувавте крв? Пред колку години? Па прв пат имам дарувано крв во армија
Таму имаше една съвратяйка, кога дојдоа, не собра и однесо у болница. Малко беше трема за прв пат, али од тогаш редовен крводарител. Роберт Јахимов, еден од 5 мината заслужени крводарители, кој добија признание за 50 пати дарувана крв. На свечената манифестација тој доби плакета по примопредавањето на титулата Јахимов за телевизија Протел изјави. Дарување на крв е хумана акција, нели, тоа е добро дело, а со тоа што нели спасуваме некој човечки живот. Да, како сте задоволни од работата на Општинската организација на Црвениот крст од нашата општина? Општинската организација на Црвениот крст добро функционира, добро се одвиваат акциите, во добри услови, мислам дека е на задоволително ниво. Еве што би им препорачале на оние кои што во моментот се уште на некој начин не се крводарители? Па, мислам дека треба сите да почнат да даруваат крв, пошто тоа е, пак ќе речем, нели, хумано дело, за да се спаси некој нечи живот. Значи, тоа во секој случај е добра работа. Еве, дали се сеќавате кога за прв пат даривте крв, пред колку години? Тоа е многу одамно, уште од средношколските денови. Крвта е незаменлив лек, секојдневно потребна за да се продолжат многу човечки животи. Со 50 пати дарувана крв досега и Жик Ангеловик, кој меѓу другите и тој доби заслужена плакета. Што за вас представува ова признание? Па, да се дарува крв е големо задоволство пред се и 50 пати да даруваш крв не е мала работа, да макар еден живот да спасиш за тие 50 пати, мислам дека се кажува тоа. Како е вие лично сте задоволни од работата на Општинската организација на Црвениот крст во нашата општина? Општинската организација е меѓу првите 3-4 во Македонија. Секоја година добиваме плакети, така, се е добро, во ред се. Дали ова титула ќе представува и еден потик за понатаму повторно да продолжите да дарувате крв, да спасите некој живот, односно едноставно што понатаму? Па дај Боже да сите да дочекат 50, еве за мене и за сите други крводарители, не 50 и 100 пати да даруваат крв, и оние што не се дарувале крв, нека почнат да дават, ќе видат што е дарување на крв. Тоа е едно, како да кажем, не задоволство, туку тоа е една гордост. И како пети кој се здоби со титулата за 50 пати дарувана крв на свеченоста по повод Денот на крводарителите и Денот на формирањето на Црвениот крст во Република Македонија, Емиле Алексов. За секој човек својствено, мислам да даруваш, јас да знам моите 20 литри крв што ги имам подарено, да знам дека имам спасено неколку животи, тоа е веќе исполнување на и тоа ме прави така горд. Да. Што би ве препорачале на оние кои што во моментот на некој начин се уште не се крводарители? Па тие што не се крводарители, им препорачувам да бидат крводарители. Затоа што да речеме од хуманитарен аспект гледано е тоа добро и од здравствена страна на секој индивидуа, и плюс викам поврзано со здравието, еве, да речеме со здравството имаме некои привилегии, тие поосновна прегледи, ехо и лабораторски испитувања, операции, мислам тоа е се бесплатно, така да не требало секој човек да прифати и да биде хуманитарен.